И оваа година изминува без речиси ништо сериозно направено околу аерозагадувањето. Пандемијата со вирусот проблемот со загаденоста го стави во сенка, но тоа во никој случај не требаше да биде така, реагираат еколошките здруженија. Загадувањето е сојузник на коронавирусот и најмногу токму овој период требаше паралелно да се работи на двете полиња, а не властите да се правдаат дека приоритет им е пандемијата. И во буџетот, значи, што беше за 2021 година, се гледа дека се скратени многу средства за животната средина и за Министерството, но и за конкретни активности во животната средина. Затоа би кажал дека малку е да се каже дека владата направи недоволно, напротив, значи, направило погрешни чекори назад во борбата против аерозагадувањето, а со тоа и во борбата против пандемијата. Амбиенталниот воздух периодов речиси низ цела држава е енормно загаден, но и за ваквата слика нема казни. Барем во Тетово досега апсолутно никој не добил казна, оти според инспекцијските служби немало загадувачи, а воздухот бил почист споредбено со порано. Казни немаме пишано, затоа што не се констатирани надминување од мерните, од испустите што ги имаат конкретно од извештаите од лабораториите што ги добиваме, така да моментално немаме пишана казна. А сакам да кажем дека за разлика од пред 5-6 години состојбата со амбиентниот воздух моментално во Тетово е драстично подобро. Токму неказнивоста и неефективноста на службите резултира со тоа одредени субјекти да продолжат да загадуваат, оти нема кој да ги казни. Но не само за нив. Казни треба и за инспекторите, бидејќи прегледуваат низ прсти на загадувачите, вели Џафери. Во овој случај треба да се казнуваат инспекторите кои не пишуваат казни откако имаат примено пријави од страна на граѓаните. Мислам дека само во момент кога некој инспектор ќе си ја изгуби работата, работното место или ќе добие некоја голема казна, тогаш ќе се опаметат и тогаш ќе пишуваат казни за загадувачите кои не трујат секој ден. Додека народот се гуши во загаденоста, конкретни мерки од властите нема, остануваат препораките на лекарите да не се излегува безпотребно, особено во периодите кога е најзагадено, а секое слободно време да се користи за престој на планина и чист воздух.